Имено првопријавениот како командир на ВОД во територијалната противпожарна единица во Радовиш ги повредил законските прописи со пропуштање на должен надзор, несовесно постапувајќи во вршењето на своите овластувања и должности, со што овозможил друг да прибави некаква корист. Второпријавениот вработен како командир во оделението, раководител на смена во територијалната противпожарна единица во Радовиш, кривичното дело го сторил искористувајќи својата службена положба и овластување, пречекорувајќи ги границите на службеното овластување, а со неизвршувањето на службената должност за себе прибавил корист. На 20 октомври 2017 година во 12:30 часот при вршење контрола од страна на Сообраќајна полиција во координација со надворешната канцеларија за криминалистички работи во Радовиш на регионалниот пат Р1310 во село Раклиш било запрено патничко моторно возило марка Ивеко, сопственост на правното лице од Радовиш. Од извршената контрола било констатирано дека возилото го управува второпријавениот и во истото превезува 5 патници наставници. Имајќи во предвид дека АК е вработен во територијалната противпожарна единица во Радовиш, извршен е увид во месечниот и дневниот распоред на работа, како и во книгата за дневни настани. Од извршениот увид било констатирано дека второпријавениот наведениот ден и време со распоред на работа бил ангажиран од 7 часот до 19 часот, а напуштањето на работното место од страна на првопријавениот не било евидентирано. За вршењето на превоз, АК од страна на градоначалникот на општина Радовиш имал добиено согласност во писмена форма за склучување договор за работа кај друг работодавач на неполно работно време, најмногу до 10 часа неделно. Од увидот во евиденцијата било констатирано дека АК, додека бил работно ангажиран во територијалната противпожарна единица во Радовиш, во повеќе наврати вршел превоз на патници за кој превоз месечно му се исплакеле по 3000 денари по основ на вршење дополнителна дејност. Ваквото отсуство од работа од страна на првопријавениот како непосреден старешина во ниту еден случај не било евидентирано, нити укажано дека АК го напушта работното место за да врши дополнителна дејност. По целосно расветлување и документирање на настанот од страна на надворешната канцеларија за криминалистички работи во Радовиш, изготвена е кривична пријава и доставена до Основното јавно обвинителство во Радовиш.